дигнеме столарството, хоби столарството на ниво како што можеби луѓето одат на фитнес. Компаниите за кои што се поврзавме, имаме од различен карактер. Едни компании се производители на мебел. Тие во нивниот процес имаат остатоци од парчиња, најчесто иверка, кои што остатоци ни го даваат нас да го користиме во процесот на едукација. Односно, сите учесници кои што се дел од Столарската едукативна работилница за развивање на лични вештини Откри го столарот во себе, работат на тие остатоци, всушност на остатоците се учат. Има други компании кои што продаваат алат, тие компании не поддржаа со алат, а додека има трети компании кои што пак не поддржаа со потрошни материјали. Изучуваме многу техники, значи буквално од почеток до крај како се изработува еден продукт од различни материјали. Материјалите ги изучувавме сами по себе, сите дополнителни работи што се користат во столарството, рачни алатки, електрични алатки, така што мислам дека е многу добро концепирана материјата во работилницата и на некој начин на секое поле ни понуди доста знаење и практика. Предметите кои што се изработени во првата столарска едукативна работилница Откри го столарот во себе, ќе бидат на крајот од работилницата изложени и продадени, при што средствата кои што ќе ги собереме од таа продажба ќе ги искористиме за формирање на фонд за стипендирање на лица, како би рекле, од загрозени категории, за да учествуваат во оваа работилница, за понатаму да ја прошириме приказната. Можеби нема да имаме финансиска поддршка од некој донатор, меѓутоа ќе најдеме начин тоа да продолжи.